До крајот на месецот онколошките пациенти дел од лековите ќе можат да си ги подигаат од аптеките во своето место на живење, наместо да патуваат до клиниката за онкологија во Скопје. Тоа ќе го завршат со рецепт од своите матични лекари. Ова е конкретен чекор за олеснување на нивното лекување. Одлуката е помината низ филтерот на здравствените власти. Се очекува да биде објавена и во службен весник за лекарите да имаат зелено светло за издавање рецепти. Се надеваме да со тоа ќе ги намалиме упатите, пациентите нема да се малтретираат, секој ќе добива терапијата во својот град. Значи нема луѓето од Гевгелија, од Берово, од Дебар, од сегде да идат со сати да се возат, па таму со часови да чекаат. Коли на клинички, знаете, и така е проблем паркингот, така да навистина мислам да добро ќе биде. Тоа ќе биде по препорака од специјалист. Поминато е на управен на фондот и чекаме уште во службен весник да испадне со сите напатствија, па да може да се издава од страна на матичен доктор. Станува збор за лековите летрозол и анастразол кои ги употребуваат околу 2500 болни. Пациентите задоволни од одлуката велат дека за 50% ќе биде намален притисокот врз клиниката за онкологија, а со тоа се става крај на нивните голготи со долги патувања и финансиски трошоци да дојдат до главниот град и да ја подигнат терапијата. Олеснителна околност, прво и за нас пациентите, па и за самата клиника, е тоа што за 50% ќе се намали гужвата таму, поради тоа што сите оние кои што се само на таблетарна терапија нема да има потреба од било кој дел од Македонија да доаѓаат директно во Скопје само за да подигнат таблетки. Во исчекување на тие административни завршетоци, или објава во весник и се останато, иако одлуката е донесена да матичните започнат со препишување, меѓутоа се дури не се објави целата таа постапка во службен вестник, тоа не може да се започне. Освен со земањето на лековите, се олеснува и третманот на онколошките пациенти. Пред една недела започна дисперзијата на болните од рак ширум Македонија. Специјалисти од Скопје еднаш неделно дежураат во Битолската болница, а наскоро тоа ќе го прават и во Штип и во Тетово.